колку е тешко или колку е лесно да се биде жена воен пилот во една ваква доминантно машка професија? Па би рекла дека е од двете подеднакво. Прво е лесно затоа што ако си има мотивација, само одиш напред и те води желбата за да станеш пилот, меѓутоа процесот на станување пилот бара многу напор, одговорност, посветеност, жртви и е тежок, не е лесен. Како течеше твојата обука за станување пилот? Дали се разликуваш од твоите колеги од посилниот пол или исто имавте обука за да станете пилоти? Во секој момент бев исти, освен моментот на физички проверки, каде што за женскиот пол имаше едни норми, за машкиот имаше малку поригорозни норми, инаку другото се беше за тестовите за интелигенција, тестовите за селекција, во воздух селекцијата, се беше подеднакво. Како те прифатија машките колеги овде во Центарот за обука за пилоти како прва жена и засега единствена воен пилот во армијата? Одлично бев прифатена од сите, дури многу добро ме чуваат, така да ме гледаат се како подеднакво кога се работи за задачи, за извршување на задачи, ме гледаат подеднакво, меѓутоа колегијалноста е на високо ниво и многу добро ме прифатија. Дали од секогаш сакаше да станеш пилот или ова желба ти дојде откако малку подпорасни и виде дека може да се лета во височините со овие машини? Од секогаш сум сакала некоја невообичаена професија, затоа што сум таков тип на човек, да речеме, подинамичен. Не се замислував себе си во канцеларија. Така да кога почнав да созревам, сакав да се насочам да станам пилот. Немав можност на факултет да одам и да го студирам тоа, нели? Па отидов мојата втора љубов факултетот за електротехника и информатски технологии и потоа само што дипломирав, излезе конкурсот и се пријавив. Знаев дека тоа е мојата професија. Како тече еден просечен ден на војните пилоти овде во армијата? Доаѓаме во 8 часот на работа, во 8:30 се строиме за кривање на знаме, потоа во 9 часот кога имаме летање имаме извршна подготовка, значи споделување на информации, договорење на детали за летањето и процедурата на целото летање како ќе се одвива. Од кога ќе заврши летањето, повторно состанок и анализа што сме направиле на летањето, инструкторите ни укажуваат на грешките за да се подобриме понатака. Од кога ќе заврши анализата, се релаксираме малце пред одење дома и одиме дома во 16 часот.